Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Павле Беловски. Беловски во игра повторно се владини реклами во приватни медиуми. Дел од новинарите преку неколку новинарски здруженија ја бойкотираа првата јавна расправа за овие законски измени. Што ќе донесат вакви измени во медиумскиот простор сега? Од 2017 навака, веќе 5-та година се води една задкулисна борба како да се укине 102-ката, односно се врати членот со кој е овозможено да се владата да може да се рекламира одново во националните радија, во регионалните, локалните и приватните национални телевизии. И сега, за да биде уште подегутантно, владата од една страна кокетира со работодавците и кон нас вперува прст дека ние сме браната, пречката за да се 102-ката да се тргне, односно укине и да се донесе она законско решение кое е предлог, но немаме толку време да го објаснуваме во целост, и со кој 4 реклами на годишно ниво државни ќе се плаќаат од прилика со 1%, со 0,1% од GDP на Република Македонија. Значи зборуваме за негде од прилика сума од 4,5 милиони евра, од кои 75% треба да завршат кај 5 национални приватни телевизии. Или ако гледаме на годишно ниво, тоа не би било помалку од 600.000 евра, примамлива сума за работодавците. Но токму тука лежи лагата. Значи владата, оваа влада, која на наше барање во 2017 се согласи дека ќе донесе забрана на државното владино рекламирање, сега сака да не втурне во дебата и ние да го промениме ставот, односно нашето право да бидеме против. Ова може да се донесе, да немаме дилема. Ние ќе останеме против и ќе се донесе затоа што последниот збор знаеме дека го имаат пратениците во собранието. И во таков случај одговорноста ќе биде кај нив. И ние ќе можеме понатака да бараме одговори каде тие пари, како се трошат, парите на граѓаните, бидејќи станува збор за буџетски средства, како се трошат, како се наменети, и ние ќе можеме понатака преку мерливи критериуми да гледаме, да мериме, да констатираме дали положбата на работникот, новинарот и медиумскиот работник се подобрила. Така што владата да престане да се игра, да не става во средина, односно да не затега на менгеме ние да го промениме нашиот став. Ставот нема да биде променет. Не станува збор за поединци, не станува збор за председатели на организации, туку станува збор на сите новинари и медиумски работници, затоа што ние го пренесуваме од највисоко надоле ставот на секој поединец кој членува во нашите членски организации. А каков е ставот на европските представници? Предпоставам дека контактиравте со нив по ова прашање, имајќи предвид дека не бевте на првата јавна дебата за предлог измените на законот, а од друга страна во неколку европски земји ваков вид на финансирање постои кон медиумите. Ние бевме на консултативниот состанок средба кај министерот Азир Алиу на МИОА, на ресорниот надлежниот, и токму вака со овие зборови му ги предочивме нашите ставови. Меѓутоа, целта е да бидеме вовлечени во дебата за да може пред Европската унија, односно делегацијата на Европската унија, да се прикаже дека постоела јавна расправа по ова прашање. Значи, нашето седнување на јавна расправа, и затоа и не одиме, е легитимирање на процесот. Ние не можеме да влеземе во процес во кој имаме јасен став. Ние немаме проблем со нашето стојалиште. Тоа е не за ваква форма. Сега, затоа што можеби некому оди во корист кога зборувам вака категорично, затоа за да не бидеме погрешно сватени, ние имаме неколку аргументи, односно имаме неколку предлози со кои можеме да ја изрелаксираме, да се помогне на медиумите, особено на локалните, регионалните, па и на националните, за кои маркетинг колачот се стеснува, буквално како и го снемува како можност. Затоа, заедно со Сдруженијето на новинари на Македонија го предлагаме фондот, кој би носел и поголема сума на средства од буџетот. Што во пракса значи фондот за медиумски содржини? Една форма на државни средства во медиумите постои во Франција, Белгија,
постои и државни кампањи постојат. Меѓутоа таму не се соочиле со ваква лоша пракса како што ние имавме. Така што ние не можеме така банално да ги компарираме работите. Од друга страна, па еве да откриам, во Франција постои од 1987 година олеснување за сите вработени медиумски работници, 10% од давачките кон државата за вработување на медиумски работници. Че од 32-3%, 10% државата прави олеснување на работодавците. Од 1987 година, зашто не зборуваме за тој предлог? Зошто во пракса не профункционира Промедија според идејата во соработка со Стопанска комора да се истиснат непрофесионалните медиуми од рекламниот колач кој што го делат онлайн медиумите? Тука доаѓаме до едно суштинско прашање, кои се непрофесионалните медиуми, онлайн медиуми? И ние, нели, можеме да лицитираме со неколку. Маријан Доказ, Саше Политико, да аплицираше во Промедија, откривам, не беше примен. Меѓутоа, многу професионални медиуми кои се во Промедија, а ги исполниле критериумите, нели, навеле импресум, собствеништво, и ги исполнуваат сите критериуми на Промедија како таква замислена да постои, понатака не делуваат, не пишуваат етички и со нашите новинарски стандарди во корелација, а се во Промедија. Значи, ова прашање кога би го зачнале, пак доаѓаме до таа саморегулација или блага регулација која се заговара. Меѓутоа, јас тука би подлекол црвена линија. Ние не можеме да правиме нешто на своја рака додека во моментов во Европската унија размислува за регулација и саморегулација да конципира решение во рамки на Европска унија. Нормално, ние сме кандидат земја членка, земја која претендира да биде членка, така што јас мислам треба овде да почекаме. Се зборува саморегулација, блага регулација, овие теми се долго време актуелни во земјава во однос на медиумите. Што е овој пат различно ставено како предлог на маса кој што се разгледува? За жал и волја на вистината, како некоја додадена вредност, одново доаѓа потребата за дополнителни средства, а тоа е финансирање на онлайн медиумите со државни средства. Па ајде да се отиде понатака во овие предлози кои сега нели не се официјални, се уште не можем да кажам дека се добиле печат од нас членските организации, не сме ги минувале. Меѓутоа, она што загрижува е одново дека се соочуваме со финансиски слаби медиуми, онлайн медиуми, кои не може да ги исполнат основните услови за развој на поединецот, новинарот и медиумскиот работник, да му возможат сигурно работно место, да се почитуваат законот за работни односи, за колективен договор сме далеку и да зборуваме. Така што пак сметам дека го земам со резерва целиот овој процес, затоа што на крај не сакам да поверувам дека смислата, есенцијата на неговото представување само да се дојде до некакви државни средства и да се живурка, што велиме, како медиум, што тоа го гледаме со децении веќе во Република Македонија. Имаме толку многу медиуми кои живуркаат само. Последните извештаи на меѓународните новинарски организации покажуваат подобрување на состојбата со слободата на медиумите. Односно, задоволителна состојба на медиуми е точната формулација. Каква е состојбата реално на терен? Македонија ни збројка до која дошла синдикатот на новинари и медиумски работници, а тоа е дека 63% нашите истражувања велат дека новинарите во Република Македонија земат примања под просечната плата. Така што веќе од оние 5 носечки столбови аргументи на рангирањето, еден го подкрепуваме дека е во лоша состојба, дека свети црвено светло, а тоа е условите во кои ние работиме и базата, односно нашата екзистенција, за да можеме воопшто да нудиме и даваме квалитет. Има и многу други бројки со знанија, тука е безбедноста на новинарите, која морам да заклучам дека се подобрува, се засилува, но имаме неколку случаи во последниот период кои не одат во полза на оваа констатација. Така што тоа се многу сериозни проблеми кои се влошени особено од корона кризата па навака. Така што тие места кои ние се само една, како да кажам, оди само во корист на владата, некаде да се лицитира со таа бројка. Но ако се погледне внатре суштината,
Јас уверен и одговорно го тврдам ова дека ние сме отидени подоле на ранг листата. Во тој контекст, каков е тогаш пристапот до информации и транспарентноста на владата? Како вие ја оценувате? Транспарентноста на владата, како еден од носечките аргументи кога се презентираше како програма и кога ни нудеше реформа од еден партиско-политички систем, до ден денеска се загуби тој термин транспарентност. Нели, колеги сме паметиш дека ни се представуваше дека постојано ќе имаме апдейт на информациите, трошењата на средствата на секое министерство на официјалната веб страница на МИОА. Втора година веќе мислам дека не се добиваат информации, дури не се додаваат информации. Кога ќе побараме пристап информации од јавен карактер, по закон ни е овозможено, ги добиваме или оскутни договори, или воопшто не ги добиваме, или ги добиваме со пробиен рок, за потоа да се заклучи дека не ни било соодветно испратено барањето. Така што транспарентноста на владата полека одумира и сега ние не е денеска смислата на ова интервју да говориме под каков притисок или политички контекст се соочува владата или не се ближат избори, меѓутоа како се доближуваме до изборите, секогаш се случува. Ова мора добро да го заклучиме. Секогаш кога се доближуваме до избори, паѓа квалитетот на безбедноста на новинарите, транспарентноста на владата и се засилуваат нападите на новинарите кои доаѓаат токму од лица инволвирани, јавни функционери и лица инволвирани во политиката. Значи, ова тројство секогаш не се случува како се доближуваат изборите. Можеби други наши колеги го делат овој впечаток. Се создава една френетичност, нервоза помеѓу политичките субјекти во трката за освојување на идниот парламент, кој повеќе партеници да добија, не се бираат средства затоа што ние сме првата брана, ние сме првиот чекор за да стаса нивната порака до граѓаните. И воедно и имаат и потреба од нас, односно сакаат да не манипулираат, сакаат да се спинува, сакаат да имаат влијание врз уредувачките политики. Од друга страна, кога не може да го добијат секогаш, што стануваат нервозни и почнуваат тие онлайн, сега нели онлайн, се случува во онлайн просторот, закани, тужби, навреди. Дали е зголемен бројот на тужби кон новинари во изминатиот период? Има тужби кон новинари и нешто што можеби во минатото не било протолкувано така, веќе Европската унија го работи како концепт, го третира како концепт и го издига на многу повисоко ниво како аларм. Тоа се слаб тужбите и ние веќе сме сведоци дека се соочуваме со такви форми, особено истражувачките центри, ИРЛ Код, Призма, имаат, мислам, дека по неколку тужби од мокници, поединци, функционери, сегашни, бивши, така да имаме судски процеси каде што одиме, ги браниме нашите колеги, нели нудиме правна помош, ги следиме процесите и тоа се оние, да биде и појасно, слаб тужби, тоа се стратешки тужби, каде што целта не е да се извлече придобивка од нешто тужи, или на секојаш била финансиска, некоја одштета, туку е смислата што подолго да си во судницата. Што подолго да си во процес, за да бидеш измрцварен, за да бидеш обесхрабрен и да се повлечеш од она што најдобро го знаеме и работиме, а тоа е презентирање на вистината. Благодарам за разговорот. Те благодарам за. Мам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.